Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Министерството за локална самоуправа бара Собранието на Република Македонија во најкусможен рок со измени на изборниот законник да обезбеди законски услови за решавање на настанатиот проблем и законско функционирање на органите на единиците на локалната самоуправа и на локалната администрација. Тоа го бараат имајќи предвид дека датумот на одржувањето на локалните избори, како и начинот, условите и постапката за избор на членовите на советите и на градоначалниците се уредени во изборниот законник. А согласно членот 12 став 1 од изборниот законник, актот за распишување на изборите го донесува председателот на Собранието и со него се определува денот кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните действија и денот на одржувањето на изборите. Останете со нас по кусиот преглед од настаните на денот. Почнуваме со Урбаните вести. Уставен суд не поведе постапка за мандатот на градоначалниците. Од денеска до 14 мај недела на турски филмови во Скопје. Од 14 до 16 мај во Скопје ќе се одржи Happiness семинар по јога. Српската амбасадорка во Македонија во посета на општина Ѓорче Петров. На 10 јуни започнува петата сезона на Скопскиот аквапарк. Уставните судии одногласно решија дека судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои не постојат и не поведува постапка за оценување на уставноста на иницијативите на Министерството за локална самоуправа за продолжување на мандатот на градоначалниците. Уставниот суд на Република Македонија на денешната седница едногласно одлучи да не поведе постапка за оценување на иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од изборниот закон, со што ќе се овозможеше градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. Подносителите на иницијативите, Министерството за локална самоуправа и Светскиот македонски конгрес бараа оценка на уставност и на законитоста на член 35 став 1 и на член 49 од Законот за локалната самоуправа, член 16 став 1 и член 16 став 1 во делот во првата половина во мај од изборниот законник. Уставните суди одлучија дека судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои не постојат, бидејќи, како што рече судијата известител Елена Гошева, тоа е во исклучива надлежност на законодавецот, односно Собранието на Република Македонија. Гошева истакне дека со иницијативите се бара Уставниот суд да креира нова правна ситуација, за што е надлежно Собранието. Во согласност со утврдените надлежности на Уставниот суд е да оценува дали содржината на одреден закон е во согласност со Уставот или не е, а не да креира закони. Локалните избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на Собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Од вечерва па се до 14 мај трае недела на турски филмови во Скопје. Неделата на турски филмови почнува вечерва во Македонскиот народен театар со филмот Долга приказна, а другите филмови ќе се прикажуваат во Кино Милениум. Влезот за проекциите е бесплатен. Со проекција на филмот Долга приказна во режија на Осман Синав вечерва во Македонскиот народен театар почнува неделата на турски филмови. До 14 мај публиката ќе може да ги погледне филмовите Тан со којотите 4, Чана Кале крајот на патот, Збогум Катја и Раната на мојата мајка. Филмовите ќе бидат прикажани во Кино Милениум од 17:20 часот, а влезот е бесплатен. Турската амбасадорка во Република Македонија Тулин Еркалкара истакна дека е многу значајно представувањето на турската култура и јазикот на овие простори и потенцираше дека дел од турските уметници првпат доаѓаат во Македонија и отеки имаат прилика да ја видат старата скопска чаршија, турските села и цела Македонија и од нив да произлезат посебни приказни за нивните наредни дела. Тука навистина мислам дека навистина е многу значајно представувањето на турска култура на овие простори и посебно од тој аспект од аспект на представувањето на турската култура и јазикот. Во тој контекст кога контактирам со лицата од Македонија кои што доволно добро го зборуваат турскиот јазик, поставам прашање како го научивте турскиот јазик, тие ми велат дека
го научиле преку турските филмови и турските серии кои што се прикажуваат во Македонија. Во овие краишта имаме повеќе села и области каде што живеат турците во поголем број. Сите овие истории кои што овие луѓе ги проживеале на овие простори се толку различни, толку видовити, што може да се каже дека сите овие радости, таги кои што се проживеани, приказни на овие простори, на овие луѓе, се достојни да се представат како посебна приказна во светот. На денешната пресконференција присуствуваа повеќе турски режисери, актери и продуценти. Манифестацијата е под покровителство на главниот советник на турскиот председател и поранешен министер за култура и туризам на Турција Јачин Топчу, Институтот Юнус Емре во Скопје, Турската меѓународна агенција за соработка и развој и агенцијата Домородна мисла. Од 14 до 16 мај во Скопје ќе се одржи Happiness семинар по јога. Продлабочување на можностите за поинтензивно културно и економско представување на општина Ѓорче Петров во Србија беше тема на разговор на средбата која ја остварија градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски и на српската амбасадорка во Македонија Душанка Дивјак Томиќ. Амбасадорката на Република Србија во Македонија Душанка Дивјак Томиќ беше во посета на општина Ѓорче Петров каде оствари средба со градоначалникот Сокол Митровски, на која разговараа за лоцирање на можностите за поинтензивно културно и економско представување на општината кај северниот сосед. Потенцирана беше и досегашната соработка на општината со општини во Република Србија, како што се Осечина, Кралево и Белградската општина Свездара, со кој Ѓорче Петров има одлични односи на сите полиња, но изразена е заедничка желба истите да се интензивираат на економски план. Македонија е одамна пред прагот на Европската Унија и со своите искуства и можности има полесен пристап до европските фондови, од кои може да се настапи со заеднички проекти. Затоа во наредниот период ќе ги насочиме нашите сили заеднички да ги представуваме сите проекти од значење за нас и нашите српски пријатели во унапредување на соработката која и досега е одлична, истакна градоначалникот Митровски. Амбасадорката Томиќ исто така истакна својата подготвеност да помогне во надминување на можни административни пречки и олеснување на постапката од страна на Република Србија во комплетирање на потребната документација за заедничка презентација на проекти со споменатите српски општини пред меѓународните фондови. Амбасадорката на Србија на градоначалникот Митровски му врачи благодарница за исклучителен придонес во напредувањето на пријателските односи и взаемно разбирање и соработка меѓу македонскиот и српскиот народ. Со поддршка на општина Карпош, 760 роми од оваа општина го одбележаа празникот Ѓурѓовден со свечена трпеза и пригодна музичка програма кај амфитеатарот на Кеот на Вардар. Кај амфитеатарот на Кеот на реката Вардар, жителите од ромска националност го прославија денот на светиот великомаченик Ѓорѓија Ѓурѓовден, меѓу нив познат како Едерлези. Со поддршка на општина Карпош во организација на Оделението за детска здравствена и социјална заштита, празникот кога се слави животот и будењето на пролета, го одбележа околу 760 роми кои живеат во оваа локална самоуправа. Како и досега, ромите од Карпош го испратија Ѓурѓовден со свечена трпеза и пригодна музичка програма, во чии рамки учествуваа и основците од основното училиште Аврам Писевски и музичката група од Шуто Оризари. На традиционалната манифестација која се одржа по 7ми пат, присуствуваше и градоначалникот на општина Карпош Стефче Кимовски, кој им го честитеше празникот на своите сограѓани и истакна дека како локална самоуправа реализираат голем број проекти и им помагаат на социјално загрозените семејства. Исто така помагаат во делот на инфраструктурата и образованието и смета дека секоја локална власт треба да се однесува одговорно кон своите граѓани. На 10 јуни започнува петата сезона на Скопскиот аквапарк. Вечерва во градски парк кај школка се одржува јогатон под водство на светски признатиот учител за медитација и јога Свами Вајшампајн. Во рамки на Happiness турнејата, невладината организација Art of Living организира и семинар кој ќе се одржи од 12 до 14 мај, а во план се и предавања на неколку универзитети.
Во чекор со големите метрополи ширум светот, Македонија денеска ќе биде домакин на најмасовното излегување на сите љубители на јогата. За прв пат јогините ќе имаат можност да присуствуваат на најголемиот јогатон во градскиот парк во Скопје. Јогата како древна дисциплина, стара повеќе од 5000 години, се повеќе и повеќе се практикува во земјите ширум светот. Имено на 21 јуни, оваа дисциплина ќе го прослави и третиот роден ден, откако официјално доби и свој интернационален ден. На овој ден, јогините ширум светот масовно излегуваат и практикуваат јога на необични локации. Овој пат најмасовниот јогатон досега, од 18 до 20 часот, ќе го одржи Свами Вајшампајан, светски признат учител за медитација и јога од Индија. Денеска почнуваме со Скопскиот јогатон, а веќе од утре имаме медитација на полна месечина во Happiness центарот. Главниот настан е овој викенд од 12, значи 12 мај петок, па се до 13 и 14 мај имаме Happiness семинар. Тоа е најпопуларниот семинар кој што во светот го имаат поминато во повеќе од 150 земји, дури милиони луѓе. Свани Вајшампајан е исклучителна личност кој со својот ентузијазам и хумор на инспиративен начин умее да ја сподели мудроста на древната традиција на јогата и медитацијата, и тоа во контекст на модерниот начин на живење. Тој е искусен и светски признат учител за медитација и јога од фондацијата The Art of Living, а во Европа ги има пренесено стрес менеджмент техниките во преку 10 земји. Во мај Македонија има честа да биде негов домакин, а централниот настан е Happiness семинарот кој ќе се одржи од 12 до 14 мај, организиран од невладината организација Art of Living. Many times people they feel Многу пати луѓето мислат дека јогата се однесува само на физичкиот дел, но тоа не е така. Значи јогата во суштина се однесува на 3 нивоа, и тоа тело, ум и душа. yoga is bringing harmony. Јогата ни помага да се доведеме во хармонија помеѓу овие 3 нивоа. Така да би можела да се рече дека јогата ни помага за фитнес на телото, но ни помага да добиеме јасност, бистрина во умот и среќа во свесноста наша или во душата. Невладината организација Art of Living заедно со Свами Вајшампајан ќе посетат и неколку универзитети на кои ќе одржат предавања пред студентите за значењето на јогата. Свами Вајшампајан ќе има повеќе предавања на универзитети. Значи, утре сме на Штуловиот универзитет, а од понеделник патуваме низ Македонија, ќе го посетиме Штипскиот универзитет, исто така Битолскиот универзитет и универзитетот Фон во Струга. Така да на тој начин ќе ја комплетираме турнејата. Art of Living неодамна ја започна и кампањата Издиши го стресот, која има за цел да ги научи луѓето правилно да дишат и со помош на таа техника да го намалат стресот. Крајот на учебната година на 10 јуни ќе одбележи отворањето на петата сезона на Скопскиот аквапарк. Цената на билетот ќе остане иста, 300 денари влезница, а фамилиарниот пакет изнесува 1000 денари. Петата сезона на Скопскиот аквапарк ќе започне на 10 јуни. Отворањето ќе го одбележи и крајот на школската година и официјалниот почеток на летото за учениците. Надлежните очекуваат да се стабилизираат временските прилики кои во овој месец се променливи, а постои можност да има одложување на отворањето за неколку дена доколку периодот биде врнежлив. Паркот, распространет на 12.000 метри квадратни, нуди забава за сите возрастни категории и програма по сите светски стандарди за забавен парк. За оваа сезона цената на билетот ќе остане иста, односно 300 денари. Оваа година не е планирано дополнување со нови реквизити. Изминатите години паркот го посетува околу 30.000 луѓе во текот на целата сезона, па така и за оваа година очекувањата се слични. Со засадување зимзелени садници во рамки на 19-тата акција на граѓанското здружение Ден на дрвото засадија својата иднина под мотото од семчето дрвце, продолжува одбележувањето на јубилејното 10 годишно постоење во низа на акцијата Ден на дрвото. Во рамки на оваа акција беа засадени и зимзелени садници во дворот на градската општа болница 8 септември.
Граѓанското здружение Ден на дрвото засадија својата иднина во дворот на градската општа болница 8 септември заедно со персоналот на болницата. Засадија зим-зелени садници како дел од 19-та акција на Ден на дрвото во јубилејната 10-та година во низа. Медицинските лица во оваа акција Ден на дрвото, 19-та акција во низа во јубилејната 10-та година, даваат свој придонес акцентирајќи ги сите придобивки од пошумувањето за здравјето на луѓето, животните и за целиот биосвет, поточно за зачувувањето на здравата животна средина во нашата земја. Дрвјата во парковските и другите површини во урбаните средини го облагородуваат воздухот со кислород кој значи живот за нас и целиот жив свет. Во досегашните акции граѓаните активно се вклучуваат и со тоа учествуваат во реализирањето на милениумските цели на донесените документи на Обединетите нации, со кои жителите на планетата Земја ќе се спротивстават на климатските промени, загадувањето и глобалниот раст на индустриализацијата. Екоакцијата од семче до дрвце повикува на приклучување на екоучилишниот час за мала зелена оделенска шумичка, каде секој ученик ќе засади и израсне свое дрвце, своја ела. Централниот настан се одржа на 8 мај со учениците од основното училиште Александар Македонски во Рионски центар Аеродром. Воедно во сите основни училишта во Република Македонија на тој ден на оделенскиот час, без да се наруши наставниот процес, се изведе засадувањето на семето од ела. Целта на проектот е да се поттикне и развие екосвеста, екопатриотизмот и екокултурата. Вечерва во спортските вести ке гледате. Лигата на шампионите го доби првиот финалист во сезоната 2016-17, тимот на Јувентус. Раководството на Интер му врачи отказ на тренерот Стефано Пиоли. Кошаркарската ФИБА Европа од следната надпреварувачка сезона ке воведе повеќе новини. По едно продолжение, тимот на Сан Антонио славеше со 110-107 и поведе со 3:2 во победи против Хјустон. Гледајте спорт и околу спорт веднаш по вестите. Од четврток до сабота времето ќе биде претежно стабилно со умерен до засилен јужен ветер и со побрз пораст на дневната температура, која во сабота ќе биде највисока. Доста топло се очекува да биде во јужните делови долж по Вардарието и температурата на повеќе места ќе достигне 30 степени. Матама метео го гледаме следно. Редовната физичка активност со умерен интензитет, како што се одење, возење велосипед или спортување, има значајно влијание врз здравјето, препорачуваат од Институтот за јавно здравје на Република Македонија по повод Светскиот ден на физичката активност 10 мај. Според податоците на Светската здравствена организација, над 80% од адолесцентната популација во светот се недоволно физички активни. Луѓе кои се недоволно активни имаат 20 до 30% поголем ризик од смрт во споредба со луѓето кои се доволно активни. Затоа практикувајте редовна физичка активност.
Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Спортските вести се следна содржина на МТМ. Пријатно!